председателе, почитувана македонска јавност и непочитувани колеги од мнозинството кои што повторно ја силувате демократијата во ова собрание. Срам за Македонија. Уште еден голем срам за Македонија е ова што ќе се случи денес. Најголемото зло во Република Македонија е токму ова собрание, каде што повторно ќе кажам, се гласаше председател со две раце, каде што се носеше срамна промена на името, со насилство. Што правите сега? Повторно насилувате демократијата и правите амнестија на криминалот. Амнестирате криминалци, амнестирате луѓе кои што се огрешиле пред законот, кои што го плячкале државниот буџет. Зарем мислите дека со неказнивоста и со застарувањето на делата, дека некој ќе заборави што се случувало и дека после ова нема да има истраги по други членови? Мислам дека дебело се лажете и дебело грешите. Овој ден станува јасно. Ова се мрачни денови во кои живее Македонија. Меѓутоа јасно како бел ден е. Две работи се јасни. Првата е дека Социјалдемократскиот сојуз на Македонија и Демократската унија за интеграција јасно знаат какви криминали имаат правено. И втората работа е дека јасно знаат дека заминуваат од власт. И на овој начин се обидуваат да си го спасат криминалот, односно да ги спасат овие што треба да седат од оваа страна на парламентот. Меѓутоа, нека не забораваат овие пратеници од владачкото мнозинство, дека ова ќе помине. За неколку месеци ќе бидете во опозиција. За неколку месеци овие што седат од оваа страна ќе имаат 3 пати на ден топол оброк, а вие ќе можете да им носите храна и други работи. Треба да се засрамите од ова што го правите. Погледнете се сите во очи. За ова ли дојдовте на власт? За ова ли дојдовте на власт, прашајте се уште еднаш. За да ја манипулирате македонската јавност, да ја крадете. Ова не е ништо друго. Ова не е никаква демократија, туку класичен пример на автократија. На крај на мандат, во услови кога имаме еден тежок случај, морбиден случај на онкологија, на овој начин да се протнуваат измени во кривичниот законник. Па каде во Европа имате кривичен законник на кој што вие се повикувате да го согласувате законодавството? Има ли некаде кривичен законник на Европската унија? Нема такво нешто. Секоја држава си го уредува тоа на свој начин. Па сте напишале таму во предлогот дека вие со европско знаменце, нели, вие европска коалиција, проевропска коалиција, со европско знаменце и овој да го носите закон, сте напишале дека има потреба од ургентност на носење на законот. Ургентност, да, точно е дека има ургентност, затоа што има раст и на криминалот и на корупцијата. И вие сте свесни за тоа. Јас само сакам да ги прашам овие колеги тука пред мене што седат од владачкото мнозинство. Дали се согласуваат да има амнестија, односно намалување на казните за сторителите од модуларната болница? Или за оние што беа директно вмешани во случајот со Беса Транс, меѓу кои и неколку министри се вклучени, за здравство, за внатрешни работи и така натаму. Токму за злоупотреба на службената позиција. Па имаме мртви луѓе и вие тоа денеска ќе го гласате. Јас не знам со кој образ утре ќе се појавите пред граѓаните и ќе барате нивна подршка. Само сакам да предупредам на следниве последици. Со носењето на овој закон ќе се зголеми криминалот и корупцијата. И тука да немате дилеми. Стимулацијата на криминалот и корупцијата се прави во моментов преку законите. Очигледно не се одговорни тие таму што се поставени на позиции, туку тоа го правите вие тука преку законите. Зошто? Затоа што со неказнивоста, односно со обидите за застарување на делата, вие им кажувате, па луѓе, можете да крајате колку сакате. Секако до крај на мандат ова дело ќе застари. И на овој начин, утре ќе се прашуваме зошто Европската унија ќе ни даде оценка КЕЦ. Последните две оценки ни се 1,51 и 1,52. Ќе видите следниот извештај каков ќе ни биде. Под 1,50. И ќе видиме каков извештај ќе имаме во делот на борбата со корупцијата, со таа со која што се фалите. Се фалеше и Јовевски дека ќе правил некаков национален фронт за борба со корупцијата. Каде е Јовевски да писне деновиве? Молчи, се скрил. Во дупка, во глувчешка дупка се пикнал јавниот обвинител на Македонија. Тој што треба да ги гони криминалците. На овој начин се слабеат институциите, се губи недовербата во институциите.
Како можат граѓаните во иднина да имаат доверба во овие институции кои што ги раководат функционери, кои што ги крадат јавните пари и не одговараат? Дали на овој начин се стимулира исилувањето? Да. И тоа е една од главните причини, ако не и основна причина, за народот да си оди од оваа држава. И тука зборувам за сите, и македонци, албанци, турци, роми, власи, сите останате, нека ми просто што не ги спомнав. Сите заминуваат затоа што нема ред и поредок во оваа држава. Затоа што овие што треба да се борат против криминалот и корупцијата, тоа не го прават. А затоа што тие што тоа треба да го овозможат, го прават токму спротивното. Го стимулираат криминалот и корупцијата. На овој начин се демотивираат и се деморализираат вработените во институциите. Имаме дерогирање на институциите, на процесите во институциите. Сосема за крај, сте помислили ли за негативниот имидж кој го правите на Македонија? Во ваше владење, каков имидж создадовте за Македонија, каква слика? Освен тоа што ќе ми кажете дека сте станале членка на НАТО, вие, од владеачкото мнозинство, сте ја довеле Македонија да биде членка на НАТО. Што направивте? Кој имидж го има Македонија пред странските партнери? Кој имидж го има Македонија пред странските инвеститори? Па кој инвеститор утре ќе сака да ви дојде одека да инвестира? Знаејќи како се крадат парите. Се крадат европски фондови. Прави сме по проневера на европски фондови. Сега ќе ги амнестираме тие. Мислам дека на овој начин, ова што го правите, е крајно неодговорно, нечесно и злонамерно кон сопствената држава и кон сопствените граѓани. Оваа влада за многу брзо време ќе замине, тоа го кажав на почеток. Во државата ќе мора да се воспостави ред и поредок. Криминалците мора да одговараат. Мора да го спречиме масовното иселување на луѓето. И мора да создадеме еднакви и фер шанси за сите, а не некој што добил позиција да може да се богати на грбот на граѓаните и за тоа да не одговара. Апатијата во македонското општество е создадена токму од вас. И за ова ќе треба еден ден да одговарате. Се надевам дека што побрзо ќе има разум кај вас да го распуштиме ова собрание и да одиме на предвремени избори, да ги прашаме граѓаните што мислат за овие работи што ги правите на државата. Благодарам.